Општина Кочани со поддршка на ЕУ Инфоточката денеска го одбележа 9 мај денот на Европа и победата над фашизмот со низ активности. Во салата на Центарот за култура Бели Мугли се одржа музичка програма, а учениците од основните и средните училишта од Кочани со штандови представија повеќе европски земји. На одбележувањето на денот на Европа 9 мај беше присутен и градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски. Како и цела Европа, цела Македонија и општината Кочани се вклучува во прославата на овој ден на Европа. Ние како граѓани на Кочани, како граѓани на Република Македонија, сме исто така и жители на Европа и сакаме да заеднички настапуваме и заеднички да бидеме. Меѓутоа, моето обраќање беше во тој дел дека сепак Македонија е на некој начин запоставена, Македонија на некој начин е третирана поинаку од другите членки. Македонија е повеќе години ги исполнува критериумите, се докажаа тоа и со судски решенија, ги исполнува критериумите кои што ги поставува Европската Унија во делот на економијата пред се, во делот на политиката, во делот на другите односи кои што ги имаме, но за жал никако не можеме да дојдеме до тоа заедничко европско семејство. Мислам дека е непринципиелно од страна на една членка на Европската Унија, која што се смета за лулка на демократијата, да поради проблемот со името, да ги става едноставно пречките да не можеме да бидеме, да станеме равноправни членки на ова европско семејство. Очекувам дека останатите членки на Европската Унија ќе го сватат кога тогаш тоа и ние ќе до кога и да е ќе бидеме членки на таа заедница каде што припаѓаме. Сакам уште еднаш да им го честитам денот 9 мај, денот на Европа и да ги потсетам дека со економијата, со разбирањето се постигнува многу повеќе него отколку што ги имаме случаите со војни и со насилство. На 9 мај 1945 година со капитулацијата на нацистичка Германија заврши Втората светска војна во Европа и 9 мај од тогаш да одбележува како Ден на победата.